Од домашните случувања, по 10 години затвор пресуди Скопска апелација за собственикот и одговорниот во Durmo Tours, со што ги изголеми казните на дел од обвинетите во случајот Ласкарци. Делумно е уважена жалбата на обвинителството, а судот ги одби како неосновани жалбите на собственикот на компанијата Durmo Tours. Здравко Димитров. Нови пресуди за автобуската трагедија во Ласкарци од страна на апелациониот суд. Поднесените жалби од страна на обвинителството и на дел од обвинетите кои беа прифатени донесоа речиси дупло поголеми казни од страна на Скопска апелација. Под став 2 од одлуката со решение се уважени жалбите на оштетените по однос на решението за трошоци кое овој суд го укина и предметот во тој дел го врати на повторно постапување пред првостепениот суд. Жалбите на оштетените по однос на одлуката за имотно правно барање ги отфрли како недозволени, согласно член 411 став 4 од Законот за кривична постапка. За Дурмиш Белулу, собственикот на Durmo Tours, Скопска апелација донесе одлука за зголемување на казната за 6 години затвор. Со поголема казна се соочи и шефот на возниот парк, Ремзи Мифтари, кој доби плюс 4 години, односно наместо 6 и тој доби затворска казна од 10 години. Вработените во техничкиот преглед кои одобриле пуштање на автобусот во промет, Игор Ѓоргиевски и Горан Дуковски, добија зголемување на казните од само 2 години. Единствени кои останаа на правостепената казна се третиот инспектор Јане Боваровски и возачот на автобусот Мануел Трифуновски. Тие се обвинети бидејќи него известиле МВР за техничката неисправност на автобусот. По однос на засметувањето на мерката куќен притвор во изречената казна се осудуваат обвинетиот ДБ на казна затвор во траење од 10 години, обвинетиот РМ на казна затвор во траење од 10 години, обвинетиот ИГ на казна затвор во траење од 7 години, обвинетиот ГД на казна затвор во траење од 7 години и обвинетиот МТ на казна затвор во траење од 14 години. Стои во соопштението на апелациониот суд. Инаку несреќата кај Ласкарци се случи пред 6 години поради техничка неисправност на автобусот. Автобусите биле прегледувани во станица за технички преглед кој исто така бил во собственост на собственикот на Durmo Tours. Нема никаква селективност, а можно и истрагата за трагедијата во Кочани да се прошири и да опфати нови лица. Ова денеска го изјави републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, според кого истрагата во моментов се наоѓа во исклучително важна фаза, кога се сослушуваат сведоци и оштетени лица. Во меѓувреме опозицијската СДСМ го турка нивниот предлог закон за помош на семејствата на настраданите во Кочани. Во моментов има обвинители во основното јавно обвинителство Кочани и обвинители во основното јавно обвинителство Скопје и вршат распит согласно динамиката која утврдена. Ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок. Во моментов се сослушуваат сведоци, се сослушуваат оштетени и други лица кои се знаат нешто за настанот. Во меѓувреме исто така се координира со вештите лица во однос на она што треба да се вешташ. Се до завршување на истрагата можно и евентуално проширување. Меѓутоа тоа зависи од доказите и зависи од она што јавните обвинители ќе го обезбедат. Кога би одлучил Таравари да остане во владата, треба да се ги расчистат односите со партнерите од Вреди. Доколку излезе од владата, мислам дека ќе имаат внатрешни пребирања во Вреди, вели директорот на службата за општи и заеднички работи и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН Ивица Томовски во гостувањето во само интервју. Томовски исклучува можност за предвремени парламентарни избори заедно со локалните на есен. Треба да се знае дека во државата мора да има еднаш на 4 години избори. Не е тоа добро ниту за државата, ниту за приватниот сектор да имате избори на секој 2 години или година дена како предвремени избори, но сепак ќе видиме, ќе оставиме на времето што ќе се случува со натрешната коалиција која што имаме. Да, имаме ние стабилно мнозинство, можеби ќе биде момент на проблем бадентеревото мнозинство или двотретинското мнозинство, но да не забораваме дека и во овој период дека сме власт година дена, сме имале поддршка и од опозиционите партии. Доколку господинот Таравари се одлучи на чекорот да ја напушти владата, јас сум сигурен дека ќе му падне рейтингот, а рейтингот на овие останатите 3 лидери ќе порасне. Убеден сум во нивните победи
на локалните избори, нормално со наша поддршка во оние средини каде што можеме да ја дадеме таа поддршка, и сум сигурен дека секој оној кој што ќе биде противник на ДУИ и на СДСМ ќе биде наш партнер. Значи Таравари не може да се надева дека ќе му дадете поддршка за неговите кандидати, зашто неговата логика беше исто како знам, ќе одиме со своји листи, а за градоначалници ќе не поддржи ВМРО ДПМН таму каде што ќе Апсолутно не, доколку напушти на по овие гледишта кои што ги гледаме сега. Значи вие ќе застанете зад кандидатите на Вреди Апсолутно. во доминантно албанските средини. А во меѓувреме продолжува вербалната војна меѓу Влен и Таравари. Од Вреди денески излегоа со став: нема место во владата за секој оној што соработува со ДУИ, а премиерот за ова има разбирање. Лидерот на СДСМ пак Венко Филипче со предвидување дека владината коалиција, како што рече, набрзо ќе се распаднела и дека тие како партија биле подготвени за нови парламентарни избори кога и да се случеле. Јана Јосифовска. Нема место во владата за оној што сака да соработува со ДУИ и Ахмети. Ова според Билјалка Сами било усогласено на средбата меѓу тројцата лидери на Вреди и премиерот Мицкоски, што се одржа во владата пред 2 дена. Според Касами, премиерот Мицкоски имал разбирање за ваквата нивна позиција и како што кажа, во следните денови очекува да бидат преземени конкретни чекори во овој правец. Лидерот на Беса вели дека во Вреди, како и дел од членството и функционерите од Алијанса, не се согласуваат со потезите на Таравари и сакаат партијата да остане во коалицијата, но без оние кои отворено говорат дека ќе соработуваат со ДУИ. Соработка со ДУИ и Али Ахмети и останување во Влени во влада не може. Тоа го дадовме јасно како порака и до премиерот и се договоривме, се согласивме со премиерот, не можеме да прифатиме да има членови во владата кои соработуваат со вакви елементи. Затоа договоривме дека секој кој соработува со ДУИ и со Али Ахмети нема место во владата. Таравари да се одлучи на кое столче ќе седи, очекуваат и од третиот коалициски партнер Знам. Партискиот лидер Максим Димитриевски уверува дека владината коалиција била стабилна како никогаш досега, а доколку се утврди дека Таравари соработува со ДУИ, тогаш според Знам нему е местото во владата. Прашан дали СДСМ би коалицирала со Таравари или ДУИ на предстојните локални избори, лидерот на СДСМ Филипче остава отворена врата за соработка со сите политички партии, но сега, како што рече, партијата внимателно ќе ги бира своите партнери, поучени од претходното искуство со коалицијата со ДУИ, која според него сериозно го нарушила имиџот на партијата. СДСМ е подготвена и за предвремени парламентарни избори доколку дојде до нив, изјави Филипче, кој даде оценка и за состојбите во владината коалиција. Таква коалиција која што не се темели на никакви вредности и нема никаква идеја и визија како да води државата напред, а за тоа сведочиме секој ден, но судена е само на една работа, а тоа е неуспех, прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне. Ќе разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Мицкоски се сретна со коалицијските партнери од Вреди, ден по тет-а-тет средбата со Таравари, која заврши без епилог, со најава дека разговорите ќе продолжат до крајот на месецов, до кога треба да биде познато какво ќе биде идното функционирање на Алијанса за албанците. Мицкоски претходно најави дека Таравари има две опции, или да остане во владата, или да соработува со ДУИ. И уште ова, Кроација осигурување вечерва го прослави 20 годишниот јубилеј. Директорот на компанијата Бобан Томески се заблагодари на довербата на долгогодишните клиенти и најави дека следните години ќе продолжат како лидери и ќе го задржат приматот најклиентски ориентирана компанија. Доделени беа неколку јубилејни признанија, како и донација во една детска градинка. Јубилеј, 20 години Кроација осигурување живот, друштво кое што по самостојувањето на нашата држава е прво друштво регистрирано за работа во класите на животно осигурување, од самите почетоци лидер на пазарот на осигурување на живот, се до денес, и
како што изминатите години може да ги оцениме како доста успешни за друштвото, лидер на пазарот на осигурување по многу параметри, така и во иднина друштвото продолжува како лидер во сегментот на животно осигурување. Трендовите покажуваат дека покрај ризико осигурувањето и оние традиционални осигурувања, осигурувањето каде што финансискиот ризик го носат осигурениците, односно unit link продуктите кои што носат повисок принос за клиентите, ќе биде она некој тренд во кој би се движела индустријата за животно осигурување во иднина. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.